Почитувани гледачи, добра вечер. Ние сме повторно со вас, ама очигледно и вие сте со нас. Полека правиме едно трајно пријателство. Ние, екипата од Infomax.mk и емисијата Неделен брифинг со вас, гледачите и слушателите на емисијата Неделен брифинг. Знаете, ние сме емисија поинаква од останатите. Ние сме емисија која прави разлика и затоа се разликуваме од останатите. Не велиме дека сме најдобри, но секако сме најинтересни, а последните бројки кажуваат и една од најгледаните. Една недела е позади нас. Бурда недела, видовме се и се што, доживеавме се и се што, и да ведеме искрен, коначно го дочекавме Годо. Од денеска веќе немаја моите пријатели, моите соработници Александар, Милош, Иван и Никита, да ги прашувам и закачкам дали дојде Годо, од причина што Годо пристигна, а Годо, знаеме се, првите вакцини нарачани од нашите така наречени лидери, кои, 3 месеца откако е почната вакцинацијата, не успеа да ни набават вакцини. Ајде да видиме, Милош, дали навистина дојдоа вакцините? Така е. Каде пристигна, колку пристигна? Вакцините навистина дојдоа, беа пречекани од целиот дипломатски кор, западен дипломатски кор во Македонија, на аеродромот Филип II. Пристигнаа некаде околу 24.000 вакцини, односно 24.000 дози, што е доволно за да се вакцинираат само 12.000 луѓе. Филипче помпезно најави дека започнува со овие 24.000 вакцини масовна вакцинација која што ќе трае само 3-4 дена, бидејќи ако земеме некоја бројка од 3.000 граѓани вакцинирани на ден, 2.000 граѓани вакцинирани на ден, таа ќе заврши само за неколку дена. Во очекување сме сотири на останатите вакцини. Денеска Заев имаше средба со кинескиот министер за одбрана, со него разговараше и за вакцините, кинеските вакцини кои што имаше огромен скандал кој што го објави медиумот Лаверите за наводни провизии. Се очекува да пристигнат и останатите дози од руската вакцина, но и од 176.000 вакцини AstraZeneca, само 24.000 преку Ковакс механизмот пристигнаа до сега во Македонија, што значи дека очекуваме уште некои стотина илјади. Најавите се дека се на сева Македонија некаде околу 1 милион вакцини ќе пристигнат за краток период. Благодарам, Милош. Најави знаеме што. Благодарам, Милош. Александар, би те замолил за краток коментар. Мене ова малку гротескно ми стои. Вакцините први дојдоа, 12.000 за масовна вакцинација, како да не, а цела Македонија се иселува, оди во Ниш, во Врање, во Белград да се вакцинираат доктори, одат професори, одат новинари и така натаму. Кажи ми во коментарот, ќе одеме ние во Белград да се вакцинираме? Сутри ја немам што да додадам повеќе од она што го кажа денеска председател на државата Стево Пендаровски. Срам за државата. Мори и беда. И беда, и мизерија, и да додадеме и чемери јад, да додадеме она строфа од песната на Цеца, бидејќи ова изгледа денешнава препирка помеѓу, како се вика, Филипче и Пендаровски. Прво Пендаровски го посочи Филипче како одговорен, па Филипче му врати на Пендаровски, па ево сега Пендаровски пак му враќа на Филипче. Сапунска серија, сапуница, она Ранду и како се викаше на Касандра. Но тоа е тоа. Благодарност до Србија што се најде у ситуацијава да имунизира 9-10-12.000 граѓани во последниве неколку дена, последниот викенд. Уште сме на после лидерската средба, мислам дека го слушнавме сите, Зоран Заев како кажа дека ќе добиеме уште 200.000 вакцини од Спутник, ќе добиеме уште 100.000 Синофарм кинески, ќе добиеме Pfizer, ќе добиеме AstraZeneca, ќе добиеме не знам што. Од тие собра 2,6 милиони вакцини или тоа се 1,3 милиони, 2,6 милиони дози, односно 1,3 милиони вакцини. Чисто се сумјам. Благодарам, Александар, не ми каже дали ќе одиме во Кнез Михајлова, на добро тоа да остане. Во Кнез Михајлова ние ќе одиме да пиеме кафе. И да Сајмиште.
Ама да се вакцинираме, ќе ги држиме за одговорност Так, овие тука кај да. нас, затоа што тука сме платиле данок и очекуваме од тие пари што сме ги платиле како данок да добиеме и соодветна Соодветна, браво, Александар. Види, за оваа гужвата помеѓу нашите водачи, државници, политичари, сепак ќе те изненадам, Александар, јас сум на страната на Филипче, од причини што многу касно Пендаровски му текна да се расправа со Филипче, а редакцијата на Infomas.mk уште пред 4 месеца посочи дека Филипче не води во здравствен амбис, во пандемија од која тешко ќе излеземе, сега му текнало тој да го укорува, така да ајде да го одбраниме под наводнице Филипче. Добро, ова беше да го скршиме ледот. Почитувани вечер, имаме многу интересен гостин, на Skype ќе биде. Ете, условите малку диктираат, внимаваме, пазиме. Станува збор за пратеник, од коалицијата ВМРО, ДПМН и останатите 15 политички партии, станува збор за млада личност, станува збор за личност со голема енергија, во последно време доста актуелна, станува личност која полемизира во медиумите и доста добро се држи, во голема предност во однос на своите соговорници, се работи за пратеникот Љупчо Пренџов. Господине Љупчов, добра вечер. Добра вечер и ви благодарам на поканата. Како сте? Дали сте добри? Добро е, ви благодарам. Еве, Одлично. Да се држите. Времења во кои што имаме енормни бројки, да, се трудиме вака и да комуницираме со јавноста благодарение на вас медиумите и преку Skype, и преку Zoom, и преку било што, само да ги држиме граѓаните информирани за тоа што се случува во Република Македонија, а повеќе се случува работи последниот период. Така. Господине Пренџов, вчера, во текот на вчерашниот ден, имавме лидерска средба. Коначно се сретнаа Зоран Заев, премиерот на Република Македонија, и Христијан Мицкоски, председателот на ВМРО ДПМН и на еден начин водачот на опозицијата. Веднаш би ве прашал, дали мислете дека со таа средба отпочнува толку саканата разврска на уставната, законската криза, на политичката криза, на, ако сакате, и здравствената криза. Еве, ќе зборуваме вечерва за деблокирањето, отпочнувањето на процесите на деблокирањето на собранието, но дали видовме некои светли моменти во таа средба и ве молам првични ваши импресии и коментари. Повелете, господине Пренџов. Добро, ви благодарам. Значи, она што се случи вчера во рамки на клубот на пратениците, едноставно се случи да суетата која што кај премиерот беше видлива во изминатиот период, да ја речам до неделата, до денот на средбата, и едноставно свати дека работите не може да ги тера така на дур, бидејќи да подсетиме дека одговорноста за тоа како се развива една држава на сите полиња има извршната власт, односно парламентарното мнозинство кое што ја поддржува таа извршна власт. Тие сватија дека не може да се внесуваат со 62 пратеници кои што најчесто ги немаат во рамки на собранието, како да имаат 81 или двотретинско мнозинство. И јас не би сакал да кажам дали некој триумфирал или победил или изгубил, едноставно добро е што превладува разумот и тоа што ме радува особено е тоа што вчерашниот ден, а еве и денес и деновите претпоставувам кои што следуваат, победува граѓаните на Република Македонија, победува Република Македонија, затоа што ние се наоѓаме во една многу комплицирана и тешка ситуација. Не е само пандемијата е број 1, тоа е несомнено. Се губат многу човечки животи, рекордери сме по број на заразени, за жал држиме рекорди во регионот по број на починати. Наши сограѓани, едноставно системот не одговара соодветно на предизвиците и тој дел е навистина претпоставам ќе разговараме понатаму, навистина е негативен за нас сите во Република Македонија. Има исто така и економска криза во државата, колку и да премиерот кажува дека блескаме, ни оддалеку не блескаме, така што Република Македонија се наоѓа во една многу деликатна состојба. Добро е тоа што се одложува и пописот, бидејќи навистина бројките покажуваат дека тоа мораше да се случи. Претпоставуваме дека имаме време, ќе имаме дополнителни разговори да разговараме за негово подобрување, бидејќи излегуваат афери и мани на процесот секојдневно. Така што јас очекувам да конечно она кое што го зборувам принципиелно во рамки на собранието, а тоа е да конечно оние луѓе кои што одлучуваат, оние луѓе кои што креираат политиката во Република Македонија, да почнат повеќе да мислат за сопствениот народ, а помалку за обстанокот на владата и помалку за колку долго ќе седат во дивните фотели. Колку и
да се трудите да не покажувате триумфализам како коалиција опозициона, морам да кажам дека сепак вчера резултатот Христијан Мицкоски и Зоран Заев за мене е 20-0 кажано со кошаркарски речник, од причина што на средбата господинот Христијан Мицкоски дојде со две главни барања. Да се одложи пописот, за да се заштити здравјето на граѓаните на Република Македонија и да се спасат животите на граѓаните на Република Македонија и да на тој начин секако и да се воведе електронско гласање на локалните избори и на тој начин да се деблокира собранието. Лично мислам, јас имав некои критични ставови кон нелегалното собирање на потписи за одложување на изборите, на пописот, но лично мислам дека вчера како Мицкоски да имаше ветер во грб од некои си 120.000 граѓани на Република Македонија, кои дадоа поддршка да се одложи пописот ради пандемијата, но и целокупната јавност изврши многу огромен притисок врз власта, особено врз Зоран Заев, и тука лично мислам Зоран Заев беше нокаутиран, со метафора искажано, и политички патосиран. Какво е вашето мислење за ова прашање? Да, ме разбирам. Јас би дополнил, мислам дека не се само тие 120.000 потписи кои што ги собираше опозицијата. Јас мислам дека не постои човек, независно за која политичка партија гласа, кој што ќе ви каже дека во третиот бран, најголем бран, кој што буквално не покосува како држава, како општество, било кој човек ќе ви каже дека сега не е време за попис, толку повеќе што требаше да имаме некаде околу 6.000 попишувачи кои што ќе влегуваат денеска во 15, во 20 или во 25 куќи или станови, и тоа навистина представуваше огромен ризик, дополнет со тоа што во државата нема ниту една вакцина, односно и тие кои што ги има се мерат во промили во споредба со вкупното население. Она што како опозиција го дадовме беше проактивна улога, беше давање на решение кое што е издржано решение и кое што практично тие мораа да го прифатат. Јас пак ќе ви кажам, не се само тие 120.000, туку се повеќе од 1,5 милиони луѓе кои што живееме во Република Македонија, независно кој што ќе каже полујавно, полутајно или го мисли во себе, јас ви убедувам дека не постои човек кој што сметаше дека ние треба да имаме едно масовно потпишување во време во кое што никој не е вакциниран во Република Македонија. Вториот дел околу второто барање беше фингерпринтот, кој што мора да биде на следните избори. Ние имаме во Република Македонија граѓаните се повеќе и повеќе ја губат довербата во политиката, се повеќе и повеќе губат интерес за учествување на избори, затоа што особено последниве 2-3 изборни циклуси, изборам од 2017 година наваму, имаме навистина резултати кои што се многу чудни во определени места, имаме гласања за 2, 3, 4 секунди кога што се гласаат луѓе. Мислевме дека фингерпринтот е она кое што е добро за било која политичка партија, независно дали на власт или опозиција, точно да знае колку вреди на политичката сцена, бидејќи знаеме дека има определени политички партии кои што добиваат огромни гласови во места во кои што не живеат толку луѓе колку што тие имаат гласови. И сметам дека тоа е исто така многу разумно од страна на опозицијата, и опозицијата покажува дека е она која што ќе ги диктира во иднина сите процеси во Република Македонија. Заврши времето на предвидување на господинот Зоран Заев, заврши времето во кое што ни кажуваше кога и што ќе се случува. Треба да седнеме заедно со трезвени глави и власт и опозиција да видиме што е најдобро за граѓаните на Република Македонија. Бидејќи граѓаните на Република Македонија на последните избори ни пратија порака на сите политички партии дека доколку продолжиме со тоа поведение кое што го имаше премиерот до пред 2 дена, дека едноставно тие не планираат повеќе да излегуваат и да гласаат за луѓе кои што помалку се грижат за нивните интереси и повеќе се грижат за интересите лични или тесно партиски. Така што ова е една ширина од страна на опозицијата, пак ќе ви кажам, не сакам никој да се почувствува ниту повреден, ниту победен. Едноставно кога победуваат граѓаните, победува Република Македонија, победуваат сите политички партии од сите етнички заедници во државата, и мислам дека тоа е една нова димензија која што и требаше на Република Македонија уште многу одамна. Браво, господине Пренџев, за последнава мисла, а секако и за претходно искажаното. Синоќа со ремоут контролот бев доста активен,
ги менував програмите, најчесто одев на албанските телевизии и морам да ви кажам дека приметив една голема раздвиженост на аналитичарите и политичарите од албанскиот блок и видов жестока дискусија дали ќе биде така како што договорил Заев. Лично мислам вчера, сакајќи или не сакајќи, лидерот на опозицијата му направи проблем на Заев, иако тоа што Заев го прифати според мене, а гледам и според вас, е многу целисходно, е многу здраво за нашето општество, за нашата држава, за нашиот народ, за сите наши граѓани, но како да приметив од највисоки те врвови на државниот врв, а тоа е Џафери, па преку некои пратеници, некои членови како на опозиционите албански партии, така и на партијата на власт, не се согласуваат со одлуката за одлагање на пописот. Дали имате информации веќе за такви размислувања и раздвижувања дека Заев ќе има проблеми во својата владеачка коалиција? Не знам. Јас оно кое што го слушнав вчера, бидејќи го гледав пресконференцијата на господинот Мицкоски на Заев, каде што Заев кажа дека тој имале пауза во текот на разговорите и дека тој се консултирал со претседателите на БЕСА и на ДУИ, бидејќи тие дали исто така согласност. Видете, тоа е вистината и тоа е добро за граѓаните. Јас сум најголем противник и тоа го пропагирам во целата моја политичка кариера, е тоа дека определени политички партии кога се во опозиција бараат едни законски решенија да бидат такви, а потоа кога истите тие политички партии ќе дојдат на власт, обично тие законски решенија кои што ги барале од опозиција повеќе не им се целисходни, не им требаат и бараат различни, спротивни и бидат во интерес на власта. Мојот став како политичар и како пратеник е дека ние мораме да направиме систем, мораме да направиме изборни решенија, законски решенија, решенија за задолжување, какви што ќе бидат и за секоја власт, за секоја опозиција. Нас ни треба континуитет. На народот му е преку глава да слуша опозицијата, независно која опозиција во овие 30 години, како критикува определени законски решенија, определени процеси, а потоа кога ќе дадат доверба и таа кога ќе стане опозиција власт, го прави бетер она кое што го правела власта, кое што таа ја критикувала додека била во опозиција. Така што ова е систем. Фингерпринт е систем. Намалување на шансите за изборни регуларности е систем. И тоа е добар систем. Сега за СДСМ власт за многу кратко време ќе бидат во опозиција и ќе бидат благодарни на овие закони кои што ќе се донесат перспективно во рамките на собранието на Република Македонија. Се согласувам со вас, но како да на некој не му одговара тој систем, бидејќи го знаеме брзото гласање како за референдумот, така и на последните вонредни парламентарни избори, но ајде што било поминало и да не се повторува. За малку ќе излезам од оваа тема, би сакал да ве прашам за ваш коментар за Џамбаски, така наречениот европратеник, инаку тој е една марионетка на Каракачанов, тој нацив фашизоиден дрискосерец, би рекол јас, вчера пак плюваше по Македонија, вчера пак ни се закануваше, ке не немало, ке не поделил и така натаму. Имате ли вие коментар како член на високото законодавно и политичко тело Собранието на Република Македонија на еден вид на вашиот колега европски пратеник, на искажаното од него? Да, имам коментар. Видите, тоа е срам за неговата политичка партија, тоа е негова работа. Неговото несување е срамно и за неговата држава, и тоа е дивна работа, но кога тоа ќе дојде од еден европратеник, едно такво ниско однесување, едно такво хушкачко однесување, подло однесување, ако не го гледате и не знаете дека живеете во 21 век, ќе помислите дека живеете во втора половина на 19 век. Мислам дека со таа реторика повеќе зборува за него или за нас. Ние точно знаеме кој сме, точно знаеме што сме, ние точно знаеме дека сме народ кој што има традиција, народ кој што има корен и тој можеби сака да прижелкува, но Македонија повеќе никогаш нема да биде паричка за подкурсување во балканските игри. Јас мислам дека Џамбаски и неговата политичка партија начело со неговиот председател немаат што да им понудат на бугарските граѓани, не можат да им понудат намалување на корупцијата, не можат да го намалат, да го спречат
мнението на цела Европа и цел западен свет дека се една од покорумпираните држави во рамки на Унијата. Не можат да го спречат, да ги спречат сите оние истражувања на граѓаните во рамки на Европската Унија кои што кажуваат дека се пишман што Бугарија е членка на Европската Унија. Кога тој целото тоа не може да го спречи, тоа објективно, тој се бави со Македонија и им продава на неговите гласачи кои се се помалку и се помалку во рамки на бугарското општество, им продава национализам, им продава политика од 18 и 19 век. Таа политика не оди, тоа е срам за неговата држава, тоа е срам за неговата партија. Толку ќе кажам, не сакам да си ја поганам устата, иако заслужува и многу поостра реакција од страна на нас, овде како што живееме во Македонија, независно дали сме политичари, дали сме правници, дали сме доктори, било што, тоа навистина е дегутантно се коментира. Да, но сепак морам да искоментирам тука, пратениче, Бугарија сепак е членка на Европската Унија, а знаеме дека за една држава да стане член на Европската Унија, прво треба да ја победи корупцијата, да го победи криминалот и потоа да го промени она тенденција на секоја власт да биде селективна и она што го зборувате да се носи закони што им одговараат само кога се на власт, а потоа кога се во опозиција да плачат и да бараат нови измени. Во рамки на тоа ќе ве прашам, а тоа е прашање кое што гледам се постави од гледачите во 4-5 коментари. Планира ли опозицијата поднесување на амандмани за законот за спроведување на пописи или дали предвидува опозицијата можеби можност за поднесување на комплетно нов предлог закон за попис? Она кое што можам да ви го кажам е тоа дека денеска од владата не беше стигнат законот за попис, кој што би значило одложување за месец септември. Ние поднесовме 16 суштински амандмани, и тој не ни беше прифатен. Сега се враќа процесот од почеток, значи владата треба да достави до собранието нов закон за попис и да видиме што ќе пишува во него и потоа се разбира благовремено ќе известиме јавноста за нашите ставови и тие ќе ги аргументираме и браниме и во рамки на собранието и во дебатни емисии, се разбира на вашиот Ценет портал. И уште едно прашање. Немаме допиено денеска, со збор вака, немаме допиено. Да, уште едно прашање имам. Денеска сигурно ја следевте само момент, средбата на кинескиот министер за одбрана во Македонија се сретна со премиерот Заев. Инаку кинескиот министер е како што ми информираше пред малку Милош, во европска турнеја за промоција или финиширање околу проектот Еден појас, еден пат. Проект кој што беше контраверзен и пред 4-5 години, и пред 2 години, па и контраверзен и денес. Имено сегашната власт, тогашна опозиција, велеше дека тој проект ќе ја оттргне Македонија од стратешките интереси Европска Унија, НАТО и ќе не одвои од комуникација со нашиот стратешки партнер САД. И коментар ваш ме интересира околу оваа денешна посета на кинескиот министер за одбрана. Видите, јас не можам да му се мешам на премиерот со кого ќе се гледа во владата, тоа е сепак негов избор на владата. Она кој сакам да му го порачам е тоа дека единствената држава која што е во Советот за безбедност е стратешки партнер на Република Македонија се Соединетите американски држави, тоа не сме да го заборави. Единствениот сојуз во кој што воено можеме да си помагаме и да ги држат обуки е НАТО, а единствениот економски, културолошки и секаков друг стратешки партнер е Европската Унија. Јас му препорачувам на премиерот да не отвара во јавноста теми кои што не се за отварање. Сите ние имаме на стратешка определба, затоа имаме консензус и било какви вакви разговори или вакви излети само иницијативно од страна на владата, мислам дека не модат во корист ниту на народот, ниту на државата. Така што Република Македонија треба се разбереме јасно и гласно е кандидат за членство во Европската Унија, Република Македонија е членка на НАТО и Република Македонија има стратешки партнер од Советот за безбедност на Уединетите нации, а тоа се Соединетите американски држави. Ако премиерот Заев и неговата влада се толку многу корумпирани и не ги примаат никаде во Европската Унија на состаноци бидејќи знаат дека се корумпирани, ако секоја меѓународна релевантна корпорација, односно институција им дава резултати како економист, дека се најкорумпирана држава, дека се хибриден режим, дека има најголема смртност, и ако тоа го погодува, да ја погледа на вистината во очи и на крај памет да не му текнува во јавноста да пушта било какви широки појаси, патишта вакви или такви.
Ние имаме точно определени цели, треба да работиме на тие цели. Ако некој не може да работи на тие цели, знае што треба да прави, а тоа е да си даде отставка и да даде некој способен кој што може да работи на за оние цели за кои што имаме меѓунационален, меѓупартиски консензус во државата. Наред е еден економски блок. Ве предавам во раците на нашиот Милош и мислам дека ќе биде многу интересно за гледачите да ги чуеме вашите одговори во поглед на акцизите, во поглед на испразнетоста на буџетот. Буџетот нема пари, некои општини не плаќаат никакви даноци, за нашата незадолженост, туку презадолженост од страна на владата и така натаму. Па како пратеник да видиме како размислувате. Милош, повели. Да, добро, фала ти Сотир за поставањето на делот од прашањата, наметнувањето на темата. Пратеник, најпрво сакам јас добро вечер да ви кажам. Она што сакам да ве прашам е сепак една тема која што живо значи за граѓаните. Имаме ситуација во која што за само еден месец за 14% порасна цената на маслото за готвење. Имаме ситуација во која што веќе се изгласува 5-ти пакет на мерки, кој што рече и опозицијата нели дека ќе го поддржи. Тоа беше вчера договорено, а од претходните 4 пакети резултатот е 50.000 нови невработени. Мислите ли дека овој нов пакет е доволен и што вие би предложиле вака како пратеник за конкретно подобрување на економскава ситуација сега во држава, бидејќи очигледно е дека стопанството е буквално на апарати? Да, стопанството за жал е на апарати. Во поглед на 5-тиот пакет на мерки, само пред да дојдеме до 5-тиот пакет на мерки, сакам да знаете дека има некој технички проблем за 25.000 граѓани, мислам дека беа кои што немаа земено соодветна парична помош која што е предвидено 4-тиот пакет на мерки, па го враќаа одново, така што нивното неснаоѓање и незнаење ги чини граѓаните пари. Во поглед на 5-тиот пакет мерки сакам да истакнам неколку работи. Првата е тоа дека тој се донесе на иницијатива на опозицијата. Втората работа е кога велеа дека не може да се гласа само 5-ти пакет на мерки во време на пратенички прашања, увидоа дека може да се случи тоа и тоа е уште една голема победа за граѓаните и за стопанството во оваа држава, затоа што првото читање помина во рамки на собранието на денот кога имаше пратенички прашања и беше инициирано од страна на опозицијата. 5-тиот пакет на мерки е многу мал. Еве да почнеме од почетокот, ако ми дозволите, ако имаме време, не знам како е форматот на емисијата. Овака, треба народот да знае дека Република Македонија, владата на Република Македонија, во целата оваа пандемија од март 2020 до март 2021 година му помогна на стопанството најмалку во Европа и во регионот. Сакам да знаете дека Косово, која што е се уште формално правно не е држава, таа не е членка на Обединети нации, таа има одделено повеќе пари од својот буџет или во сооднос од својот GDP да му помогне на стопанството ни во Република Македонија. Оваа влада, како што не ги предвидува работите со вакцини, со респиратори и така натаму, не ги предвиде работите дека имаме и голема економска криза. Јас само ќе ве потсетам, пандемијата почна во март, тие имаа пресконференција во април, а првите пари стасаа во мај. Буџетот ви е приливи и одливи. И тука се сите игри внатре во буџетот. Но има еден многу битен фактор, а тоа е факторот време. Во кое време кој потек ќе го повлечете? Тие го повлекува првиот потек многу касно, многу доцна, 40 дена доцнеа. Тоа никогаш до ден денеска не го признаа и затоа ние имаме големи проблеми со економскиот раст, односно со економскиот пат. Ние сме држава која што е во рецесија. Ние сме држава која што сите ни предвидуваа дека ќе имаме определен пат, али после мерките се очекуваше тој пат да биде намален на економијата. Не, се зголеми. Зошто? Затоа што мерките се премалку. Зошто? Затоа што велат дека помогнале 1.150 милиони до сега на стопанството, а самиот Битики, вице-премиер за координација на економските ресори и човекот кој што е покровител на овие пакети на мерки, тој каже дека само 350 милиони помогнале. 350 милиони е 3% од GDP на оваа држава. И тоа е многу трагично. Јас во најавата слушнав кога зборувавме дали ќе дојдат вакцини. И се ќе дојдат вакцини. Цело време не манипулираат, цело време народот не прават
ни ја подценуваат интелигенцијата. Еве да ви поставам едно прашање. Истиот овој март месец и април минатата година, вие од Инфомакс имавте многу дебати, имавте многу анализи пишувано дали и кога ќе дојдат респираторите. Знаете, тогаш се бара респиратор повеќе. Дојдоа ли, ве прашувам? Не дојдоа. Година дена помина, не дојдоа. Ниту болнички кревети дојдоа, ниту вакцини дојдоа. Едноставно имаме ние фијаско на владата. Да правија нов буџет. У самиот старт на буџетот вие гледате дека немате, а го представуваат како развоен буџет. У самиот старт вие гледате дека немате развоен буџет. Они имаат предвидено 4,1% раст на економија, а 4,8% дефицит. У старт вие имате проблем со буџетот. При тоа имате огромни меѓународни задолжувања, милиарди се во прашање, никој не знаеме кај одат парите, граѓаните плаќаат по 4 милиарди у просек даноци на оваа држава, а секоја реформа ја правиме со кредит. Ова е многу опасна работа. Јас се надевам дека мислам дека знам дека тие се неспособни вакцини да обезбедат, ама странци веќе ќе ни дадат. Кога ќе се вакцинираат, ќе имаме и вакцини. Со економијата никој не може да ја управи економијата. Ние имаме проблем тука со нестручни луѓе и едноставно јас сметам дека граѓаните ќе имаат сериозни економски проблеми и стопанството сите ние заедно во деновите и годините кои што следат. Инаку да ве поправам, само да те надополнам, Ренџов. Бројот... Само да те надополнам околу респираторите. Респираторите ќе стигнеа во Македонија, ама во ситуација само ако Филипче успеаше незабележано да се ги стави тие милион евра во джеп. Се сеќаваш на таа пресконференција на која што со документи му презентиравме како планирал да ги увезе и да прави криминал со респиратори. И бидејќи не успеа да го направи таа шема со милион евра, респиратори воопшто нема. Ние добивме само некаква помош, донација, мислам дека беше дел од НАТО, дел од Европска унија, нешто добивме од ако не се лажам, мислам дека беше Јапонија или некоја таква земја која што ни донираше десетина апарати, респиратори. Да не беа тие десетина респиратори, десетина од НАТО, десетина од ЕУ, ние немаше да имаме ништо. Ќе останевме со ќебињата и шаторите. Точно, јас, видете, знаете дека секогаш кога дискутирам, јас не сакам да обвинувам и да пресудувам на никого. Сима за тоа обвинителство, сега не работи, спие, ама ќе проработи, бидејќи ќе се сменат времињата, никој не е вечен. Но јас гледав од аспект на народот, од аспект на граѓаните, од аспект на сите нас, нашите семејства, кои што, значи, ние респиратори не добивме. Нашата влада на која што и плаќаме даноци, респиратори не обезбеди. Нашата влада на која што и плаќаме даноци, не ни обезбедува вакцини. Нашата влада на која што и плаќаме ние даноци, нема соодветна поддршка повратна на фирмите, на стопанството, на големите и малите. Ние имаме држава во која што премиерот ви кажува дека ќе помагал само на локомотивите во економијата, а овие другиве ќе ги оставил да пропаднат. Па дали вие знаете дека мали и средни предпријатија се 99% од регистрираните фирми? Дали знаете дека малите и средни предпријатија ја прават додадената вредност во македонското општество? Што им помогнавме на тие предпријатија? Ништо не им помогнавме. Тие знаат само да направат една уравниловка на секого исто. Ние имаме сериозен проблем, бидејќи, за тоа кажав, странците ќе ни дадат вакцини. Имало помош за респиратори од Јапонија, од Европска унија, од други држави. Јас се надевам дека побрзо ќе ни дадат и вакцини, ама економијата никој не може вас да ви ја регенерира. Никој економијата вас не може да ви ја развие ако вие самите не ја развиете економијата. А овие кои се дојдени на власт само се задолжуваат. Ако ми дозволите, ние во собранието, ние се спремаме моментално на големо, се спремаме за локални избори. Ние имаме во собранието за 1 месец, односно за 20 дена, на 5 седмици 6 задолжувања. Ние имаме зголемено ДДВ за општините, бидејќи од локални избори. Понатаму имаа донесено добар закон во минатото каде што практично им забранија на општините да се задолжуваат од 30% повеќе од просекот во последните 3 години. Сега тоа го зголемија на 50%. Значи од кај држава ја задолжија, од кај јавните предпријатија ги задолжија, сега со овој закон ги задолжуваат и општините. Понатаму прават реформи за енергетско ефикасни објекти во рамки на општините, 25 милиона евра кредит. Понатаму прават реформи во основно образование, 21 милиони 500 евра кредит. Бидејќи нели Скопје е кремот, Скопје
црешата на шлагот, земаме кредит 70 милиони евра да му направиме на градоначалникот на Скопје брз превоз. Ние немаме ден кај што не се задолжуваме. Вчера во собранието стаса ново задолжување 46 милиона евра за земјоделието. И сакам да кажам дека граѓаните плаќаат по 4 милиарди евра за даноци во просек во последните 4 години, кога се 16 милиарди евра, а секоја реформа, се што правиме на кредит и не им помагаме ништо на стопанството. Оваква неспособност на влада немало до сега во Република Македонија. И јас, иако сум опозиција, јас не ликувам на тоа. Јас не сум среќен на тоа. Напротив, она што една влада може да го уназади за една година, потоа вас би требаат 8-9 години. Економијата не е буцни, прачка, пи вино. И работата е многу сериозна економски гледано. Буџетот ни е празен. Тие за петиот пакет на мерки, само да знаете дека петиот пакет на мерки сега е актуелен, а он го најави премиерот на пресконференција на Пониква, имаше некој настан, на 24 декември го најави. Цел јануар на граѓаните им викаше готово, еве, почнуваме со петиот економски пакет на мерки. Во февруар му помина на влада, после денови во март стигна во рамки на собранието и потоа во февруар стигна во рамки на собранието, на 3 март има мнозинство и него изгласа. Што ви кажува тоа? Тоа ви кажува дека едно зборуваат, друго прават, ветуваат, а немаат да исполнат. И тоа е сериозен проблем за нас економски. Навистина, даноци се качуваат цело време, да се земаат кредити, и јас сум навистина многу загрижен за тоа како ние економски ќе испливаме во наредните години. И во вашата емисија сакам да им поставам едно јавно прашање. Ако во 2011 и 2012 година на 45% задолженост велеа дека сме грчко сценарио, сега денес во 2021 година со 65%, а ќе оди до 70% во крајот на годината, какво сценарио сме им одговорат? Пратеник, јас имам едно сериозно прашање. Каде се парите? Вие велите 4 милиарди се собираат секоја година само од даноци. Гледаме дека секој буџет од година во година е поголем, значи расте. Секој буџет нареден е на нас рекорден до сега. Каде се парите? Ако земеме предвид дека 350 милиони, како што кажавте вие, се дадени за помош на стопанството, а истовремено гледаме дека нема ни еден инфраструктурен крупен проект, нема инвестирање во патишта, железница, било што. Каде одат овие пари? За какви дотации? За плати ли е, за пензии ли е? Може ли да ни одговорите? Каде одат парите на граѓаните? Прво ако може да бидам попрецизен, значи не велам јас дека се собираат по 4 милиарди од даноци, тоа го вели буџетот на државата, тоа е факт, аргумент, не е моје мислење или перцепција. Значи буџетот во овие последни 4 години секогаш е некаде околу 4 милиарди. Овие 2 години последни е повеќе од 4 милиарди, но го ставам во просек 4 милиарди, тоа е факт. Второ, јас не велам дека 350 милиони дека е моја перцепција дали само за стопанството, тоа го кажува битики, тоа го кажуваат самите тие кои што па другава што им се за пиар што одат по телевизија викаат милиарди и 150 милиона, тоа се колизии помеѓу министри кои што седат на една иста владина седница, само некој е поискрен, некој е помалку искрен во поглед на јавноста. Спомнавте капитални инвестиции. Сакам да знаете дека во 2020 година ние сме потрошиле само 6,5% за капитални инвестиции. Тоа значи дека на секој 1000 денари потрошени народни пари, само 65 денари одат за капитални инвестиции. Ако вие дома имате семејство и се домакин човек, ја да ги прашам дали на 1000 денари за дома даваат 65 денари или даваат многу повеќе, или за дома се домакини луѓе, ама кога ќе ги земат народните пари, државниот буџет, тогаш забораваат што е тоа домакинлук. Дојдоа на власт под плаштот дека сме загадени, дека има аерозагадување. Дали знаете колку пари во буџетот се одделува за аерозагадување? 0,4% од буџетот се делуваат само за аерозагадување и животна средина во поглед на амбиенталниот воздух. 0,4%. На 1000 денари потрошени народни пари, само 4 денари ние даваме, односно како ќе му да помалку за аерозагадување, а врз основа на тоа дојдоа на власт. И затоа јас велам, на Република Македонија е потребна нова политичка номенклатура. На Република Македонија се потребни политичари кои што сакаат систем, луѓе кои што сакаат системот да функционира, луѓе кои што
Едно зборуваат во опозиција, тоа го прават на власт, а не како досега. Едно зборуваат во опозиција, а сосема спротивно, диаметрално прават кога сме на власт. Веќе немаме време за губење во општеството. Работата е многу, многу сериозна. Ајде за момент да отидеме во една друга тема, инаку ова емисија каде што рековме ги проверуваме фактите и еве, Слободно. за 3 месеци поминати од годината, ние сме единствена држава во свет која ниту еден денар не е дадено помош ниту на граѓаните, ниту на стопанството, ниту на економијата и тоа се зборува. Тоа се зборува. А како што рековте вие, се најавуваше во декември еден огромен пети пакет. Ништо, тоа се лаги, тоа се манипулации, впрочем со тие и такви недозволени средства се одржуваат на власт. Но ајде да видиме кои се тие луѓе, еве, Заев, првиот лидерот. Јас бев воодушевен, да бидам искрен, од скандинавската демократија во неговата партија, кога тој на еден виртуелен конгрес, како единствен кандидат, беше избран за председател. Комисијата кажа едни бројки, тој кажа други бројки, но кога е тој во прашање секој пат е тоа така, и тоа беше избори без избори, или враќање 20 години назад, кога неговата партија со друг лидер на едни други избори имаше слоган "Изборот е еден". Бидејќи вие сепак сте за мене релативно млад политичар, дали вам ви е поимлива ваквата скандинавска демократија, каде што имаме трка на еден конј, случајно, еве, тој политичар, да не речам тој конј, иако тоа е метафора, е на власт, случајно е тој премиер, и сега сме имале ненормална скандинавска демократија во таа партија, а фактички тоа е изигрување на внатрепартиската демократија и тоа е залажување дека постои внатрепартиска демократија во партијата на власт. Лично мислам дека таа пред се си ги излажа самите членови, па ја излажа јавноста, бидејќи малку повеќе години имам и јас памтам дека таа партија броеше едно време 142.000, кога ВМРО имаше 157.000 членови, и сега одеднаш него го бира некој си 69.000 од 80 наводно попишани или не знам што. Вашиот коментар ќе вам ова за скандинавска демократија, ајде да се насмееме, малку ми е нејасно, па вие као човек од политиката да ни објасните. Добро, јас обично, кога си јадам свој леп, туѓи галења не берам, но кога се работи за ова морам да искоментирам, затоа што, навистина, со лажењето, со правење на нешто што не си, веќе му е дојдено преку глава и на македонецот, и на албанецот, и на турчинот, и ромот во ова наше општество. Зошто ќе го искоментирам тоа? Затоа што за ова е само последица последниот конгрес на Социјалдемократскиот сојуз. Видете вака. Пред Зоран Заев да стане председател на СДСМ, тие си имале еден статут во рамки на партијата. И тој статут предвидувал дека секој председател на општинска организација на Социјалдемократскиот сојуз во Република Македонија него го бираат општинскиот одбор од рамки на таа и таа општинска организација. Ме разбирате? Например, ако сте вие, да речеме, не знам, од Ресен и се кандидирате за председател на огранокот на СДСМ во Ресен, вас ве бираат ресенчани кои се членови на СДСМ и се општински одбор на таа партија. Кога дојде Заев и кога се зацврсти на кормилото од Социјалдемократскиот сојуз, тој го промени статутот на партијата и во статутот си пиша дека председателот на партијата, во конкретниот случај тој, е оној кој што ќе ги бира председателите на сите општински организации во партијата. И сега, ако вие сте имале демократски статут до пред, не знам, 5-6-7 години, и така сте терале 20 години, доаѓа човекот на власт, ви го менува статутот, прави султан партија, тој ги бира председателите на општинските организации и потоа истиот тој ви зборува за внатрепартиска демократија, истиот тој потоа ви зборува за почитување и демократски стандарди во рамки на партиите и на крајот тој ни држал лекции со тоа што си лажираше собствени избори во рамки на партијата. Господине Костов, јас можеби сум млад, но еве долги години сум во избори. Јас ќе ви кажам вака, не е возможно 60.000 и повеќе граѓани да гласаат на едно избирачко место, во случајот партиско избирачко место, а без при тоа ние да видиме редици. Кога имаме ние избори
на едно избирачко место во државата има измеѓу 300 и не знам 700 гласачи. Излегуваат пола од нив 400. Така, 400 гласачи е гужва како тиете вие таму. Дали некој од вас виде гужви во штабовите на СДСМ? Не, немаше. Што имаше? Имаше направени картички каде што еден доаѓа и семејно гласа за целото семејство. Не е моја работа, тоа си е нивна работа. Не сакам да ги коментирам, но во врска со статутот тоа е јавен документ. Тие се партија која што е владеачка. Тој е човек кој се представува како демократ, ама аргументиве, а тие може да ги проверите, бидејќи проверувате факти, слободно проверете ги, се обратни. Ако вие дојдете во партија со релативно развиена демократија, да членството во градот си го бира лидерот во градот, да го смените статутот, за вие сега да ги поставувате луѓето и потоа ви збоди за демократија, извинете, ама јас во таа дискусија не навлегувам бидејќи ми веќе интелигенција. Па добро, иако комплимент треба да го сватите тоа што ви реков дека сте млад политичар, убаво резонирате, добра математика сте направиле, анализата јас веќе ја имам направено, по општинска конференција во просек 700 и кусур членови на партија требале да гласуваме, никаде не видовме редови, но во една специјална емисија ќе кажеме како Заев беше избран, ако еве вие сте политички джентлмен, не сакате да се мешате во другиот двор, сепак ние политичките аналитичари и еве да речам веќе и новинари, наша задача е да обзнануваме дали процедурите политички, партиски се демократски, како што се кажуваат, или пак се нешто сосема друго. Ајде вака, да се обидеме полека во првиот дел да завршуваме, бидејќи ние ќе имаме и друг гостин за вечерва, па главната тема што ќе ни биде со другиот гостин да биде една блиц прашање и ваш одговор. Пред некој ден имавме една акција лов на наркодилери, за мене Грчец, Газибава Чајри, не знам каде, за мене тотално фијаско. Најдо видовме луѓе кои били и попишувачи пописни, видовме наркобосови со нашите државници како седеле, а потоа работеле, арно, ама полицијата, обвинителството, судството, органите на прогон, не фатија никој од наркобосовите, уличните дилери само ги фатија и затоа реков тотално фијаско. Ваш краток коментар ве молам, господине Пренџов. Дека се обидам најкратко, јас напишав и за тоа еден статус, бидејќи да вистина бев револтиран од две причини. Првата причина е човечка, граѓанска, бидејќи секогаш се трудам да настапувам пред се како обичен граѓани, бидејќи се сме ние тоа во основа, потоа некој има една или друга професија. Ние имаме сериозен проблем со дрогата во Скопје и во Македонија. Зема се поголем замав, никој не ја контролира, ни полиција фатива некои големи количини, ни ништо, и тоа навистина ми представува, јас имам и мали деца и оние кои што имаат поголеми деца, тоа навистина ми представува еден голем страф кој што е во општеството и не знам како тоа ќе го се справиме и треба да смениме таму многу работи, бидејќи очигледно дека во Република Македонија мафијата, онаа наркомафија си има своја влада. И зошто го велам ова? Ова го велам во причина што моćните МВР и јавно обвинителство се пофалија колку луѓе уапсиле и јас навистина сакав и да го поздравам тој чекор, бидејќи тоа доликува на мојот политички поглед, но не помина ни половина час потоа да ни соопштат дека најголемите и најглавните наркобосови и оние кои што се извор на злото во многу фамилии, оние кои што се извор на проблемите во многу фамилии, тие успеале да им избегаат. Акцијата им се викаше Планина. А дали знаете зошто Планина? Затоа што срамот и бруката им се големи како Шар планина. Она што го направи е навистина срамота. Ти да ги фатиш граѓаните, да ги фатиш оние кои што да ги заштитиш, ти ги ослободуваш, односно не можеш да ги најдеш оние големи наркобосови. Тоа е системот во државата и ова е причина повеќе зошто на Република Македонија и е потребен нов систем и една нова политичка номенклатура. Ова е многу сериозен проблем со дрогата во Скопје. Јас навистина не знам што повеќе да кажам освен тоа дека навистина бруката им е голема како Планина и до толку повеќе што денеска прочитав дека дури денеска распишале меѓународна потерница. Па ве молам, дури денеска распишале меѓународна потерница. Од што прават глупости на дневна основа, веќе го заборавивме Планина, голем дел граѓаните, бидејќи имаат други работи што се случуваат, нели, джинџер, минџер, вакви тамли. И сега они денеска кажуваат и ве потсетуваат дека дури денеска распишале меѓународна потерница.
И како некој да ве рачуна за сериозен по тоа? Или од Европска унија, или од не знам од каде, од НАТО, од Америка, кој да ве рачуна сериозен? Кој да ве рачуна сериозен? Штом било името на акцијата Планина, се тресеше планината, а се роди нарко-државно-политичкиот глушец на Зоран Заев и СДС. Ја мислам дека може и така. Господин Александар, дали сакате за крај да поставите прашање на нашиот гостин? Да, имам уште едно последно прашање пред да се префрлиме на другиот гостин и да направиме вовед. Другиот гостин ќе ни е експерт по безбедност, професор и декан. Љупчо Пренџов е председател на комисијата за надзор над работата врз Агенцијата за национална безбедност, ако не се лажам, или ако се лажам ќе ме поправи Пренџов. Каква е состојбата со прислушкувањето на граѓаните во Македонија? Се почитуваат ли законите? Вие имате право на контрола врз таа агенција. Се почитуваат ли правата и слободите загарантирани со уставот? Или се злоупотребува повторно оние тајната полиција и капацитетите на тајната полиција за политички пресметки, бидејќи последниот случај со Орце Камчев и составањето во притвор врз основа на една белешка која што ниту одбраната смее да ја види, ниту им е интерпретирана на адвокатите на Камчев. Ми се чини дека се враќаме на онаа 46-та, ако си за Сталин, тогаш Тито ќе те апси врз основа на некое писменце од некој што од твојот комшија. Повели Пренџо. Да. Вака, прво целото име на мојата комисијата која што ја водам во рамки на собранието е комисија за надзор над Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. Тоа е целото име на комисијата. Комисијата веќе изминатата недела ја одржа и својата конститутивна и прва седница и не беше само да речеме протоколарна седница, туку на таа седница го ставив на дневен ред деловникот за работа на комисијата и веднаш ставив на дневен ред и тоа го направивме заедно, сте политички читали во собранието, посета во Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. Тоа се две посети кои што ќе се случуваат на 5 и 9 април, тоа е следната недела. Се екипиравме конечно и започнуваме со работа во рамки на агенцијата. Тоа е многу важна работа, тоа е многу важна и критика од страна на Европската унија која што ги добиваме целосно секоја година во извештаите, да биде куриозитет во понеделник ќе биде и првата посета воопшто од кога постои Агенцијата за национална безбедност. И она кое што го зборувам во медиуми секогаш кога ќе ме прашаат на оваа тема, тоа е дека кога се ради за безбедноста, а така треба да биде и за многу други работи, здравство и образование, ние тука не смееме да се делиме политички и да имаме било какви дисонатни тонови, бидејќи безбедноста е еднакво важна за сите граѓани во Република Македонија. Јавноста треба да знае дека работиме согласно протоколите за државна тајна и дека голем дел од работите кои што се случуваат во рамки на комисијата, тоа сите работи скоро 99% се под класификација државна тајна, тоа е највисоко тајна во рамки на законскиот систем на Република Македонија. Треба да имате доверба во сите пратеници во комисијата дека нашиот демократски капацитет е многу поголем од партиската припадност и желбата за правда во државата и за воспоставување конечно на нормален политички систем е многу поголема од субјективните погледи за работите. Политички пресметки во Македонија имало, дали е овој последниот политички не знам, треба да видиме кога ќе отидеме. Се разбира дека тоа ќе биде еден од предметите кои што ги интересираат јавноста. Ние како пратеници сме должни да одговориме на јавноста онаму докаде што можеме согласно закон сите тие дилеми. Не е само тој предмет, има и други предмети, стасуваат писма. Јас она кое што можам да ви го кажам и на медиумите и на јавноста е тоа дека многу ќе работам за интересите на Македонија и демократизација на Македонија, а многу помалку ќе зборувам по медиумите и принципијално и бидејќи со закон не смеам да го правам тоа и се разбирам дека се надевам дека ќе имате обзир околу прашањата понатаму кои што следуваат на таа тема. Пратениче Пренџов, ви благодарам на учеството во емисијата и на исцрпните одговори. Се надевам дека прашањата ни беа коректни. Нема да не пријавите кај Виктор Димовски во Агенција за национална безбедност да не следи и после да ни пишува белешки. Сотка.
Пушти го без сотка. Човек конкретно одговора, полн со енергија и ја не знаев дека сте председател на оваа комисија, ќе имате работа вие со нас. Ние сме следени од аферата Атлантик. Прашање на време е кога ќе се одважиме да пријавиме неуставно, незаконско следење на обични граѓани кои се третирани како екстремисти, терористи и објекти кои ја загрозуваат безбедноста. Ево, ова не ве заплашуваме, но едноставно ќе имате предмет на работа. А многу ви благодарам за вашето гостување, се надевам ова не е последно, ќе се видиме пак, а до тогаш довидување. Ви благодарам за поканата. Само ќе кажам дека треба да се научиме меѓусебно, новинари и политичари кои што соработуваме многу тесно, дека не постојат прашања кои што се коректни или некоректни, секој прашање служува одговор, граѓаните ги интересираат различни работи, вие само го пренесувате тоа кое што го бараат од вас граѓаните, така што стојам целосно на располагање во поглед на било какви други афери. Јас кажав, таму ќе тераме не политички со консензус и се надевам дека ќе помогнеме многу во развојот на демократските вредности на Македонија, бидејќи политичките затвореници во Македонија се провлекуваат години наназад и на тоа едноставно мораме да му се стави крај. Се разбира без прejudicирање, се што е согласно закон е во ред, се она кое што не е согласно закон се разбира дека жестоко согласно закон ние ќе реагираме. Пренжов, уште еднаш ти благодарам. Прашањата коректни или некоректни, некои лидери имаат посебни желби, некои политичари имаат уште посебни желби, па имаат вакво прашање или онакво прашање, коректно или некоректно, но Пренжов верувам и од она што може да видиме тоа не сте вие. Сутир ние продолжуваме со емисијата, ќе те оставам да направиш вовет во следниот гостин и да ги најавиш темите кои што ќе ги разговараме. Јас само ќе кажам дека се работи за професор на факултет за безбедност и декан практично на тој факултет, еден од најеминентните имиња кога станува збор на безбедност и науката околу безбедноста. Стотка твоја камерата, твој микрофонот, појли. Благодарам, Александар. Па, како што ти кажа, нашиот следен гостин ќе биде Александар Нацев, професор и декан од областа на безбедноста, со кого малку повеќе и поконкретно ќе поразговараме за последната акција лов на наркодилери во неколку општини во Република Македонија или поточно во Скопје, од кој што не испадна ништо, поточно имавме целосно фијаско. Видете, поимот безбедност, поимот организиран криминал, поимот корупција, тоест поимите, овие поими се многу конкретни, а во тој контекст и организацијата за да тие биат сузбиени треба да биде многу конкретна, треба најпрво да стратешки се размислува, да стратешки се организира институциите на државата и да стратешко, тактички настапуваат во сузбивањето како на корупцијата, како на организираниот криминал, така и на активноста на наркобосовите, како во Македонија, така во соседните држави или на Балканот. Но, видете, имаме работа со една нечесна власт, имаме работа со една власт која главно средство на владење е лагата, манипулацијата, измамата и тие секој пат прават нешто што во никој случај не е во корист на граѓаните, мислат едно, кажуваат друго, а действуваат на трет начин. Тоа, впрочем, и се случи со оваа акција и беа крајно неефикасни. Ќе направам една мала паралела. АНБ, или еви и полицијата, беше неинформирана за бегството на Мјалков. Се случи што се случи. Целосен циркус. Човекот од нив направи, да не речам мајмуни, ги направи нешто посрамно од тоа и така. Втор случај. Од небо па во ребра, човек кој е во Македонија, човек кој има бизнис во Македонија, човек кој е прогон, против кој има постапки, истраги кривични,
Отеднаш преку една белешка на АНАБА, преку ноќ, мимо сите процедури и одредби, е однесен во притвор. Ова не е прв пат. Вакви работи нам не се имаат случувано почесто. На таков начин беа приведувани партиниците од ВМРО ДПМН. На таков начин беа приведувани нашите сакани патриоти, но ова како да станува пракса. Под плаштот на државна безбедност, национална безбедност, некој си државен интерес, на луѓето им се прекршуваат човековите права, на луѓето им се одзема слободата, на нормалните луѓе, на граѓаните, на патриотите, на пратениците, на бизнисмените, со некои си измислени белешки на АНАБА, да ве подсетам, пред некоја година тоа беше со Миле Јанакиевски, пред известно време со овие двојца бизнисмени или јавни личности, што ги спомнав, Мијалков и Камчев, а луѓето кои се вистински кримоси, би рекол, криминалци, кои го прават организираниот криминал, кои се македонските и балканските наркобосови, кои соработуваат со нашата власт, и тоа дебело соработуваат, за кои имаме корпус деликти слики, дека седеле на маса, дека се чашчевале, дека правеле гозби, кога наводно некој и дека станале попишувачи, браво Александар, кога некој решил наводно да ги гони, па дали е тоа Интерпол или ДЕА, нашиве луѓе ги испуштаат како крупни риби во низ рибарска мрежа. За сите овие негативни појави, поради кои ние сме станале хибриден режим, ние сме станале хибридна држава, ние сме заробена држава, ние сме коруптивно општество, ова е коруптивна власт. Вечерва ние ќе разговараме со професорот и деканот Александар Нацев. Дали ние веќе на линија, професорот? Господине Нацев, дали се слушаме? Ве слушам, дали вие мене ме слушате? Ние ве гледаме, но не ве слушаме, ќе се обидеме да добиеме звук. Дали вие наш не слушате? Да, во ред сте. Очигледно вие не слушате според зборувањето ваше, но ние не можеме вас да ве чуеме. Ја молам техниката и режијата да преземе чекори, да го отстрани овој. Ако може накратко Ајде. да се среди техниката. Повели Милош. Сакам да искоментираме на две теми. Ајде. Пред малку Метју Палмер, оној Метју Палмер за кој што многу се говореше во јавноста изминатава недела. Да. Тој е висок американски државен представник, посочи дека Македонија има сериозен проблем со корупцијата кој што мора да се надмине. Да. Тоа е многу интересна порака која што доколку ја видиме во корелација со денешната средба на американската амбасадорка Мери Кейт Бърнс во Македонија со повеќе судии, упатува на тоа дека навистина веќе и на нашите, како што рече пратеникот и како што говори власта, нашите стратешки партнери ме дојдено преку глава од ова што се случува во Македонија. Со тоа што Палмер испрати интересна порака до Бугарија, јас барем така ја толкувам, во која што истакна дека Македонија час поскоро треба да ги започне преговорите со Европската унија, што Каракачанов и многу други бугарски државници изминатиот период одговорија дека нема да потпаднат под притисоците на странците, дека имале кичма, дека тие се сериозна држава, дека не станува збор за Македонија. И освен ова изјава на Метју Палмер, пред малку Експрес порталот објави вест во која што лидерот на Словенската национална странка Змаго Јеленчич се осуди да побара и словенечко вето за Македонија, за членството на Македонија во Европската унија, кое што се однесува поради политичкиот прогон кој што се случува во нашата држава, поврзан со настаните од 27 април. Тој колку за пример спомена случај во кој што терористи на ИСИС во Македонија
беа осудени на 6 години затвор, додека патриотите во Македонија се на се беа осудени некои 211 години затвор. Благодарам, Милош, но ти мене ме фрапираше, да ти кажам. Ти мене ме шокираше со овие две вести. Брнс ги брифирала нашите судии и еве ми најавуваш вето од Словенија. Те молам, внимај, јас сум човек во години, немој нешто насред емисија да ми се случи. Господине Нацев, дали се слушаме? Се слушаме? Браво, одлично. Ајде, добро вечер. Добро ни дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Се надевам ќе биде интересно. Има да биде најмногу интересно, од причина што темата, мислам, ја и со вистинскиот човек ќе разговараме. Господине Нацев, имаме прогон на наркодилери, а ги нема дилерите. Ама ги има на слика, со државниот врв, со државниот естаблишмент. Што е тоа, ве молам, објаснете ни го. Дали тоа окус покус препарандус? Сад га видиш, сад га не видиш. Ако и да се пошегуваме. Ајде, повелете. Па да, тоа дека сликите од стоење, нели? Официјалното објаснување на председателот беше дека сликата било од стоење, додека тој поминувал и вие случајно се сликале со него. Се сеќавате на таква уште една таква епизода имавме кога Никола Димитров го сликаше заев со Трамп, сега сликање кој што траеше 1 секунда, и тоа било од стоење, да. Така и ова од стоење. Но и тоа овие од стоење слики многу популарни, ама гледавме дека не се само од стоење, дека има и од седење. Гледавме таму трпези, гледавме инспекторот Ентеше слика, не знаеме за нападот во Александар Палас кога беше дека еден од инволвираните исто така беше припадник на МВР. Значи нешто што постојано се повторува не може да биде случајност, нели? Неколку работи кои ќе се случат во континуитет престануваат да бидат случајност, туку укажуваат на тоа дека позади таа случајност нема случајност, туку дека тоа е нешто што подолго време трае и еве ние веќе можеме да имаме еден краток увид во тоа. Тоа веќе стана кај нас во политиката веќе и традиција да нема криминалец кој што нема слика или со Зоран Заев или со Оливер Спасовски или со некој друг од високиот естаблишмент. Но еве оправдувањето на председателот, не знам колку јавноста го прифати дека тоа било одстојано, дека не било никакви задни намери, а од друга страна слушнавме препокување од обвинителството за организиран криминал, дека акцијата била пробиена, дека главните осомничени се во бегство, па денес уште една епизода циркуска дека дури денес биле распишени меѓународни потерници. Така да една рашомонијада од некоординираност и од лоши постапки од лицата кои се одговорни за нашата безбедност и за безбедноста на државата. Ледота сега првото прашање од Александар ќе биде. Ајде. Професор Нацев, добро вечер и добро дојдовте во емисијата, вака дури и виртуелно. Почнавме со Грчец и со пробиената акција во Грчец. И она што е многу нејасно за најголемиот број од гледачите, за граѓаните воопшто, е како изгледа организирање на една таква сериозна полициска акција, кој ги дава наредбите, кога се дават наредбите, како се доаѓа до оперативни сознанија. Значи, за да знаеме кој би можел да протече ваква информација, да издаде ваква информација кај наркобосовите кои што се предмет на оваа акција, треба да знаеме прво кој имал контакт со информацијата. Како оди една ваква акција, како се организира, кој ги дава, кој е врв во акцијата, тој најдолу, за да знаеме кој измеѓу би можел да даде информацијата. Видите, ваквите истраги обично и акции се дел од пошироки, поопсежни истраги кои што нели последната оперативна акција е само дел, нели црешата на врвот на тортата, со која што нели вие треба тоа што сте го сработиле оперативно, тоа што вашите инспектори на терен го работиле во соработка секако со јавно обвинителство. Во голем дел од овие случаи се вклучени и ПИМ мерки, при што се вклучени нели и системите за следење комуникации, можеби и тактичката опрема за следење комуникации, дел од лицата се следени физички, електронски телефонски комуникации сигурно им се следени и завршетокот на целата таа операција треба да биде апсењето, односно нивното приведување и наоѓањето на
на инкриминирачки материјали на лице место. И сега во таа операција сигурно има вклучено луѓе од обвинителство, од организиран криминал. Тука мора исто да се вклучат и тимовите кои што го вршат апсењето, најчесто тоа се работи за одделот од специјални полициски операции, единицата за специјални задачи Тигар сега, нели, кој што доби ново име, единицата за интервентна полиција, единицата за брзо распоредување во поддршка на тимовите за апсење, така да местото од каде што би можело да протече информацијата, односно од кај што е компрометирана таа информација и кој што некој им ја дошепнал на лицата кои што се осомничени во овие случаи, е прилично голема. Значи, кругот на луѓе кои што веројатно имале информацијата за акцијата е сигурно прилично голем. Сега, доколку ние сакаме да видиме од каде и како протекло, треба да почнеме да го враќаме тој круг назад и да видиме дали таа информација е класифицирана, кој се имал пристап до неа, доколку се утврди дека е пробиено внатре од Министерството за внатрешни работи, треба секој се вклучи одделот за внатрешна контрола и професионални стандарди. Доколку се испостави дека е вклучено обвинителството, треба да се постапи таму да се побара кој е кртот. Но обично ваквите истраги во Република Македонија никогаш нема не само завршеток, туку немаат ни почеток. Видете, професоре Нацев, кртот во обвинителството, барем според обвинителката Русковски и она што го кажа во емисија кај колегата Младен Чадиковски, е непријатно да го бара кртот во обвинителството, бидејќи тие биле колеги. И од тука, како што кажавте и вие сега пред малку, тешко одат тие истраги кај нас во Македонија. И само да ве надополнам, последната информација моја е неофицијална. Од МВР велат дека не е протечена информацијата кај наркобосовите од кај нив и бараат од обвинителството да се изјасни целосно каде тие се сомневаат или дали тие воопшто провериле кај нив дали има некој кој што ја издал информацијата. Повелете коментар. Кај нас не е ништо чудно да протекуваат информација од секаде. Тоа стана на нашиот безбедносен сектор, тоа му е една лоша навика која што циклично се повторува на неколку години. Еве, ајде обвинителството да го земеме за пример. Сигурно се сеќавате и сигурно сум дека вашиот медиум пишуваше надолго и на широко за тоа дека нели се објавија дека имало некои прислушувани разговори, следење на комуникации внатре во обвинителството, дека самите простори на обвинителството биле озвучени дека разговорите на обвинителите се снимале. И затоа фрапантно делуваше изјавата на Русковска на телевизија кога рече било непријатно да ги проверува своите колеги обвинители. Непријатно било да ги проверуваат нивните телефонски комуникации со цел да се утврди дали некој од нив комуницирал со некого што не треба. Мислам, тоа е во таква една ситуација, во сериозна ситуација, сериозна служба, сериозна полиција, ваква акција да беше пробиена, ваков формат, сите што имаат допир до оперативните белешки, сите што имаат допир до наредбите, сите би требало да бидат седнати на полиграф и да се види кој и како е. Значи не е невозможно да се открие кртот. Се откривале и многу посериозни извори, многу посериозни нарушувања имало на безбедноста, но не постои начин со кој што лицето кое што го пробило апсолутно би се заштитило. Сепак се работи за човечки фактор. Веројатно ако информацијата е пробиена од човек, не од случајна грешка софтверска на систем, значи некој алармирал, некој им кажал. Но зошто нема интерес да се отвори таква една истрага и да се продолжи, можеме само да шпекулираме, но на крај се испоставува заклучок дека на некој не му одговара да се дојде до вистината. Сосема сте во право со ова последно што го рекувам, на некој не му одговара. Хајде да видиме кој е тој некој. Имаме глава на обвинителство на организиран криминал, тоа е познатата модерната обвинителка Русковска. Го имаме МВР, на чие чело е министерот. Сите го знаеме кој е. Ај вака да тргнеме. Имало примерки, знаеме кој ги предлага, кој ги одобрува, кој ги спроведува. И тоа е триаголник. И имаме една година следење. Ајде да тргнеме од овде. Ако една година биле следени, се следат луѓе, објекти, подвижни ствари и во случајот дрога. Примерките се на инволвираните луѓе во инкриминираните дејствија.
Како може, кога ќе се даде знак после една година, дека вечерва или утрово во толку саат ние действуваме, видите ги сега последиците. Ги нема луѓето кои се следени со пин мерки. Какви се тие пин мерки, ве молам? Пазете, ја нема дрогата, значи, и сторителите на кривичните дела, и објектот, тоа е средството со кое се врши кривичното дело, а тоа е дрогата, ги нема. Значи некој, а тој некој се луѓето од власта, најконкретно Русковска и човекот над неја, Јовевски, судијата што ги одобрил мерките и сегментот полициски кој го спроведува, ги спомнавте вие повеќе сегменти, зависни за кои кривични дела се работи. Еве, пред некој ден ги имавме тигрите. Невидена ефикасност покажаа во демонстрацијата. Каде се тие служби или не мора да се тие? Сличните на нив да ги фатат овија. Ве молам, дајте коментар, значи, какви се тие мерки, каква е таа година дена следење, се што може да ти избега, тебе да ти избега. Па тоа е брука катастрофа пред Интерпол, пред ДЕА, пред Европол, пред било кој. Значи, ова е оставка за оставка треба да плюшти. Повелете. Па добро, ние денес гледавме една изјава од министерот за внатрешни работи кој што не убедуваше дека 600 грама кокаин фатени во акцијата е нешто неверојатно и нешто на кое што ние треба на некој начин да се поклониме и да речеме Министерството за внатрешни работи е ултра ефикасно во својата борба против организираниот криминал. И ако ги земеме бројките со она што ги има сработено Министерството за внатрешни работи под раководството на Спасовски, овие 600 грама веројатно се и успех, бидејќи ако се сеќавате на извештајот на меѓународниот извештај кој што го читавме лани, таму пишуваше дека од 2020 година, од 2019-2020 година до 2019-2020 биле запленети 537 грама кокаин, така да овие 600 грама сега што ги заплени одеднаш, значи веќе ја пробија нормата годишна што ја имаат за заплена и ако е тоа успешна акција, јас не знам што би се сметало за неуспешна година при овие акции. Она што го кажавте, комплетно се согласувам со вас, бидејќи видите, можеби некој ги аламирал луѓето и тие избегале пред носот на тигрите кои што доше да ги апсат. Ајде да оставиме дека еве случајност. Но каде е робата, каде е дрогата? Значи вие за да ви пропадне вака спектакуларна акција, значи на вас пред нос исто така ви изнесена и таа дрога, значи некој успел не само да се евакуира сами од себе си, туку и да ги евакуира објектите на тоа кривично дело. И за тоа никој ништо ти кажа дека нашле таму нешто ситно, па 600 грама, па тоа е помала улична вредност на тој кокаин има од путерот кој што Лјупче го исфрлил до потреба што го најдал со поминат рок. Така да ако гледате во бората против организиран криминал и кој повеќе црни пари спречил да се тргуваат, тогаш овој за корупција, за антикорупција таму како му е целосниот назив, е поуспешен од цело Министерство за внатрешни работи со 11.000 луѓе. Тоа се смешни комични објаснувања кои што не проаѓаат веќе кај народ. Знаете, некаде ви убедува дека и да прави математика дека во време на техничка влада за 7 месеци, не знам ВМРО кога имало министер, не знам колку дрога се пронашло, па сега за овие 7 месеци мислам комично. Комично, ние имаме таму на раководство Министерство за внатрешни работи кој што е 4 години таму и кој што му е полна устата со реформи, вакви реформи, такви, од реформите нема ништо. Тие реформи на безбедносно-разузнавачка заедница, кој што уште нејасно ми мене зошто Мовар толку ги форсираше и Оливер Спасовски како министер ги водеше, бидејќи сега ни АНАБА, ниту Агенција за разузнавање, ниту ОТА немаат никаква органска врска со Министерството за внатрешни работи. Се уште останува на некој начин нејасно и тие пофалби кои се гледаат веќе действуваат дегутантно, а и од претходниот говорник слушнавме дека дури сега имале конститутивна седница, дека дури на 5 април таму ќе одат да влезат во Агенцијата за национална безбедност да извршат контрола и надзор, кој што суштина контрола и надзор е основниот механизам на собранието над разузнавачките служби. Друг механизам нема, освен тој нема друг механизам, освен собранискиот надзор. Комплетно се согласувам, но можеме ли вака да размислуваме? Да не случајно се работи за македонскиот октопод и за неговите пипки во власта и за организираниот криминал. На 10 февруари напишавме ние на Информас.мк една колумна, посветивме една безмалку цела емисија за организираниот криминал, за заробената држава, за хибридната власт и можеби ние сме погрешно или поточно сме дефокусирани, барајки ги некои си наркобосови кои побегнале,
Ке бидам јас слободен малку и по-конкретен, да не случајно тие се во удобните фотели на власта. Не велам сите, ама еве тие што се сликале, ај не тие што стоеле, што ви рекли вие професоре, него оние што седеле. Од министри до началници, до некои си браќа на премиери и така натаму. Да не случајно ние диоптријата некако не ни е баш најдобро изоставена, бидејќи видите, очигледно е дека се работи за македонските кумови, македонските босови на организираниот криминал и можеби не треба ние да гледаме многу далеку за да бркаме криминалци. Треба во дворот да си погледнеме, а тоа е инкриминираните елементи од власта во Република Македонија, не велам целата власт. Кои се вашите размислувања на овој план? Видете, јас прв пат го прочитав Џорџ Орвел кога бев релативно млад, некаде на 17-18 години. И тогаш кога ја читав онај негов познат цитат внатре во книгата во кој што вели војната е мир, слободата е робство, незнанието е сила, во тој момент не ми беше се уште јасно што сака човекот всушност да каже со тој цитат. И сега кога веќе станувате поискуствени, кога веќе ги гледате работите, кога сте биле дел од тој безбедносно разузнавачки систем, кога веќе критички размислувате и можете да ја процените веродостојноста на одредени информации и кога гледате како некој пробува да ви ја смени перцепцијата со употреба на добро познати техники, со добро познати методи на менаџирање на перцепцијата на јавноста, дека ве убедуваат во нешто што не е вистина, веќе станувате имун на тоа, но при тоа што станувате имун на тоа дека пробуваат да ве лажат, успевате да ја фатите секоја нивна намера во однос на тоа лажење. Така, например, еве ајде малку да се отргнеме од Министерството за внатрешни работи, да влеземе во Министерство за одбрана, каде што според меѓународно рангирање, тој индекс е еден од најверодостојните индекси и сите светски медиуми го цитираат тој индекс кога споредуваат сили на армија. Република Македонија е рангирана на 133-то место по воена моќ. И сега јас тоа го објавив во колумна, го напишав и почнав веднаш напади. Па како беше порано, па 10 години не се вложувало, по ВМРО било криво, овој бил крив, оној бил крив и со едно кратко истражување се враќате само една година назад и гледате дека во 2019 година сме биле на 126-то место. И сега сите тие спинови манипулации паѓаат во вода кога вие усуштина имате ситуација во која од 2019 до низ цела 2019, низ цела 2020 министерот за одбрана е истиот. Така не е сменен. Немало техничка влада па да се вади, па немало ова, немало она. И вие сваќате дека и покрај тие изрази, блескаме, напредуваме, ќе не биде и сите тие празни синтагми кои што се кажуваат и се парафразираат не само во медиуми кои што стануваат заштитен знак на некои политичари, гледате дека реалноста е сосема различна. И кога некој дојде ќе ви го плесне во лице, тогаш барате начини како алтернативно да излажете и како дополнително да измислите нови работи со кои што ќе ја замајувате јавност. Така и во Министерство за внатрешни работи, каде отворено се кажува дека најголем проблем во организацијата на Министерството е внатрешната корупција, дека треба многу да се работи во делот, да се исчисти секаков трак на организиран криминал внатре во Министерството, дека треба да се работи на професионализација на полициските службеници. Знаете, никој не ви кажува во таков извештај меѓународен, слушайте, вашите полицајци взимаат мито, туку ви кажуваат треба да се работи на професионализација на полициската служба. И вие доколку сакате сериозни реформи да направите, ќе го сватите тоа, ќе прочитате меѓу редови и ќе го направите. Нели секогаш има таа една дипломатска нијанса која што нишка која што протекува низ тие меѓународни извештаи. Еве да се вратиме на извештајот на Прибес, значи таму беа детектирани голем број на слабости, недостатоци. Човекот ја мислам сега да дојде ќе напише полош извештај отколку тој што го напише 2015, затоа што ние напишевме закони, имплементација на законите никако. Се уште се слуша кој како сака. Направивме од им дадовме буџет огромен, за на крај на неколку наврати се испостави дека тоа е тотално неупотребливо, дека следењето пак се оди како што доше, дека слушањето пак оди и 2 години обидува дека институциите кои што имаат овластувања за да прислушуваат комуникации се уште немале доволно компјутери и обучени вработени лица да постапуваат според закон. Мислам, како да поверувате во тоа? Значи, ние имаме сериозни дупки, цела безбедносна разузнавачка заедница е проблематична. Вие имате формирање на служба во која што блатантно се крши закон, служба во која што вие треба да имате припадници кои што ќе бидат проверени и на полиграфско тестирање и на тест за интегритет. Не се направи ниту тоа, со образложение немало доволно полиграфи во Македонија. Мислам, ајде. Не може никако да се оправдаат тие работи. Никако, колку и да барате оправдување, не може, не поминува.
Прочитав пред некој ден дека Македонија и Србија се држави во светот со најголем број со разузнавачки служби туги кои во моментот действуваат. Дали имате вие такви или слични информации? Работата на разузнавачките служби, дали конспиративна, тајна или делумно отворена, ја има секаде во светот, знаете. Најчесто оние точки кои што се жешки точки за разузнавачка работа секогаш нели нормално привлекуваат припадници на сите служби. Еве јас скоро правев една анализа за меѓународен медиум за шпионските мрежи во Брисел. Таму на пример едно истражување на бриселски медиум кој што користил извори од надворешната служба за надворешни работи на Европската унија, каде што тие излегуваат со некакви фрапантни бројки дека во секој момент во Брисел има над 250 кинески шпиони. И потоа тука ги надават уште колку има руски, уште колку има од други држави. И дури имаше едно интервју со директорот на контраразузнавачка служба на Белгија кој што вика: луѓе, ние не можеме да се справиме со ова што се случува, значи ние немаме доволно капацитети, немаме ни буџет, ни луѓе за да ги уловиме сите кои што роварат низ Брисел. Така и кај нас, значи колку е по-жежок регионот за меѓународна пресметка на големите сили, па не само на глобалните сили, нели, на регионалните сили, на соседните земји, ние знаеме дека последните неколку години секој кој што имаше одредена аспирација да оствари во Република Македонија ја оствари. Еве гледаме дека сега договорот со Преспа се потпише, еве сега договорот со Бугарија, тиранска платформа Ситера. Значи ние имаме неколку ситуации во кои што блатантно се кршат, значи тие да речеме норми, правила на однесување на дипломатските представници или на разузнавачите акредитирани како дипломатски представници. Па се сеќавате дека имавме случај на 27 април кога имаше српски разузнавачи во собрание. Неколку различни продори на служби, имавме состојби кога отворено кажува наши граѓани дека биле инструирани, соработувале со одредени служби со цел да ги остварат интересите на матичните држави на тие служби. Тоа не треба да изненадува. Секој има легитимно право да пробува да ги оствари своите национални интереси, стратешки цели, аспирации и така натаму. Вие како држава треба се заштитите, да изградите доволно силен одбранбен механизам, доволно силен безбедносен систем, да може сето тоа да го предвиди, да го спречи и евентуално да го свртите во своја корист. Тоа е суштината на разузнавачката и контраразузнавачката работа. Благодарам, професоре. Сега Милош сака нешто да ме праша. Споменавте еден фрапантен податок дека само во Брисел има 250 кинески шпиони во секој момент. Денеска Заев се средна токму со шефот на овие кинески шпиони, кинескиот министер за одбрана. Како би коментирале една ваква средба на држава членка на НАТО со високи кинески представници, особено од воената област, значи со министерот за одбрана, кој што е воедно и генерал, и мислите ли дека Заев можеби крена рад со него? Видите, во нормални услови сите средби од ваков вид не треба да се доживуваат толку трагично. И не треба да им се оддава, да речеме, толку голема геополитичко значење, бидејќи во оваа ситуација ние видовме дека последна година и пол, како почна пандемијата, голем дел од митовите за меѓународната соработка се срушија. Ние на почеток мораме да сватиме една работа, а тоа е дека секоја држава, инстинктот на преживување, на инстинктот за преживување на секоја држава состои во самоодржливоста. Не се состои ниту во солидарноста, не се состои ниту во соработката, ниту ништо. Значи една држава додека не се обезбеди, додека не се осигурува сопствената безбедност, својот опстанок, благосостојбата, здравието, добросостојбата на своите граѓани, никогаш нема да направи чекор на страни да му помогне и на најблискиот сојузник. Ние тоа го видовме на неколку наврати. Еве сега го гледаме најблатантно со вакцините. Значи ние видовме дека од почетокот на кризата таа солидарност, таа соработка која што се промовираше во меѓународните организации, дека не е баш таква како што сака да ни ја прикажа, дека секој си го гледаше својот сопствен интерес. Секој си гледаше за себе индивидуално, а дори потоа гледаше колективно. Така и средбата на Заев. Сега тука кај нас ситуацијата е таква што човекот кој што до пред една година кажуваше дека нема шанса да набавува вакцини од Кина и од Русија, дури да остварува контакт со нив, бидејќи ние природно сме во НАТО, припаѓаме на западниот свет,
Сега дојде во ситуација да дава изјава дека еве денес интервенирале за вакцините кинески побрзо да стигнат. Пазете, тоа се дисонантни тонови кои што не би требало да дојдат од почетник на политичката сцена, а камоли од премиер на држава кој што сака да држава која што би требало да се покаже како стабилна држава која што би требало да има своја јас, да има стратегија, да има тактика како да донесе вакцини, како да ги заштити своите граѓани и како ајде ако сакате и да одиме и чекро понатаму, како да стане лидер во регионот, како да го превземе тој примат, како што го направи Србија. Сето тоа се ни постапки на мека моќ, на soft power approach, кој што во денешниот свет, во денешните сложени безбедносни, сложени геополитички, геоекономски, геостратешки услови, се повеќе и повеќе се пременува. Дел од државите тоа го прават преку промоција на сопствена култура, други го прават преку економски мерки, трети го прават преку образование, преку инфраструктура, секој има свој начин како да ги испромовира своите интереси. А ние кој држава станавме зависни, до толку не успеавме, 100 пати откажувавме сега ќе дојде договор со Pfizer, па подпишан, па не е подпишан, па сега ќе биде, па утре ќе биде. Вие како сериозна држава, тоест ние како сериозна држава не смееме да си дозволиме такво нешто. Затоа таа држава има системи, има безбедносен систем, има одбранбен систем, има здравствен систем, има надворешно политички, внатрешно политички, економски, да не ги бројам сега сите поред. Ние потврдивме во секој поглед. Професоре, ајде да одиме на НАТО. Пред 24 часа министерката, која ја милувам да ја наречам политичко-воена Медеја, бидејќи си ги убива своите чеда, припадниците на АРМ, ете знаеме што му прави на еден генерал кој е во некоја политичка партија и така натаму, и здравствено осигурување и пензиско му скинала и така натаму, изјави гордо, значи Шекеринска, ние сме НАТО. Добро, остана жива. Ама еден извесен, ајде да не могу сгрешам името, Пападакис вака и вели: вие сте сосема вон место и време. Ке сакате да го коментирате што овој господин и вели на Шекеринска? Апропо, ќе ве прашаме и за НАТО сертификатите, зошто нашите луѓе не ги добиват? Еве, ќе бидам отворен, иако ја знам што можам да зборувам јавно, а што не. Кога водев 2 истраги во рамките на армијата на Република Македонија, само едно ќе кажам. Видов несредени односи меѓу Г2, службата што е под началникот на генералштабот, и ВСБИР, службата што е под министерот. Јас се згрозив какви се односите нивни, тогашни. Не велам сега и мене не ми се јасни тие работи. Вие како експерт да ни кажете малку за состојбиве, кои се луѓе, кој карактер, кој профил на луѓе ние имаме во армијата во која се гордееме. Јас се гордеам со нашата армија, иако знам дека не е добро опремена, ама памтам убави работи за овие 30 години што има направено нашата армија. Како се случува тоа да не добиват клучни луѓе НАТО сертификати од оваа власт? Ајде да почнеме со првото прашање, што гордо изјавување ние сме НАТО е само по себе празна фраза која што не значи ништо и која што ја може да употребите милион пати за да убедите некого дека еве ние сега сме НАТО, ние дојдовме, влезовме државата во НАТО и преку ноќ се смени магично. Тоа апсолутно не е точно, затоа што преку ноќ ништо не се менува магично, а најмалку пак состојбата во која што се наоѓа нашата армија и нашиот одбранбен систем во целина. Зошто? Затоа што НАТО перце е систем за колективна одбрана, но тој систем за колективна одбрана се потпира врз индивидуалните капацитети на секоја земја членка. И ова јас вам кажам неколку пати и пак ја го повторам. Доколку вие немате силни, сопствени, индивидуални капацитети да застанете, еве, познатата синтагма рамо до рамо со вашите сојузници, со нашите, еве, сега сојузници во НАТО, и да имате за цел да бидете барем еднакво со најслабиот од тие 29 земји, тогаш вие повеќе одмагате отколку што помагате и служите за подсмев. Зошто служите за подсмев? Затоа што вие таму одите тотално необучени. Видовме што се случи со делегацијата во која што еден хирург наш бил пратен во Норвешка на обука, ни враќаат писмо, ни викаат луѓе од кај го најдовте овој човек. Не знае ниту англиски, ниту операција да направи, друг пат не ни праќајте почетници. А тие го спремаат за да оди на борбена мисија каде што големи се шансите да врши сложени операции на бојно поле. Ни се случува, еве ајде да одиме на војните представници, ни се случува со војни представници, значи ние прво номинираме луѓе, кажуваме кој ќе оди и потоа ни викаат слушајте дечки, овој не може да дојде затоа што не може да помине безбедносна проверка. Зошто не може да помине безбедносна проверка? Е класифицирана информација, но
Според законот, доколку земете да го читате законот за класифицирани информации, таму точно утврдува заради кои причини едно лице не може да добие безбедносен сертификат. Јас бев директор на таа дирекција, сум потпишал голем број на сертификати, и национални и НАТО сертификати. Факт е дека сега проверките се заострени, факт е дека сега сме веќе членка на НАТО и дека со самото станување на членка на НАТО процесот на издавање на тие безбедносни сертификати е поригорозен и подлежи на контрола и надзор над службите на НАТО, првенствено над НАТО канцеларијата за безбедност, која што е еден сериозен орган во структурата на НАТО и кој што е надлежен за соработка со сите земји членки, но и со сите земји партнери. Јас сум бил неколку пати во мојата кариера на состанок со тогашните директори на НОС, сум бил и на обуки, сум бил обучуван, сум држал обуки во тој контекст, сум го работел тоа долги години и знам точно какви се поборувањата кои што се поставуваат пред националните системи, бидејќи видите, да тргнеме таа мисконцепција дека НАТО ги прави проверките. Не е точно, нашите служби ги прават проверките, НАТО контролира процесот. Но тоа не значи дека НАТО нема своји информации, бидејќи тие имаат постојана канцеларија за врски во Република Македонија, ги знаат старешините во Министерството за одбрана, веќе се градат низ кариерата, се добро познати имиња, напредуваат со чинови, стигнуваат некои до генерали, некои до воени представници надзор, некои до воени аташеа. Значи се работи за еден грст на луѓе кои што се компетитивни за една таква позиција. И сега вие ако знаете дека има нешто проблематично, но сепак инсистирате тоа лице да биде номинирано и да отиде, НАТО може да ви рече чекајте, ова не е во ред. И тоа и се случи, не еднаш, два пати не се случи. Да. Значи до кадрската политика е. До персоналната политика, до кариера девелопмент, нема кај нас континуитет. Ја и нешто друго би ве прашал, пошто ми рековте дека сте биле директор на таа агенција. Јас сум имал таков сертификат, дури плавиот и црвениот, не знам дали имаше почетен зелен, значи до највисоко државно ниво си имам сертификат, со определена важност е, му поминала важноста, го враќаш и така натаму. Знам каква постапка поминав. По комшии ми одеа, во Скопје, во Кочани, ама не знам што све проверува, да не кажам број на ова, број на она, дали си осудуван и така, дали си насилен, дали си склон на оружје, на алкохол, дрога, ова, она. Мене едно ме интересира, сега ќе ве насмеа, можеби, еве сакам на овие години повторно да добијам такви сертификати, новинар сум, имам амбиција да додам и надвор од државата со Александар да правиме и медиуми таму. Како доби овај новинар од Саша Ордановски сертификат, еве ја и Александар не можеме да добиеме. Ова стете го малку и озвилно и шеговито. Како е можно? Многу тешко прашање, не знам како, мистериозно. Браво. За еден ден. А инаку процедурата за државна тајна трае 6 месеци, со што може да се дуплира, да се продолжи. Она проверка низ која што вие сте поминати, иста е проверката, значи се прави оперативна безбедносна проверка, порано ја правиш управа за безбедност и контрразузнавање за цивилите, сега ја прави Агенцијата за национална безбедност. Безбедносниот прашалник е уште постложен од она што вие сте го пополниле тогаш. И сите тие податоци мора да бидат проверени, верифицирани и сега имаме тука една ситуација, во која што ние мораме да веруваме во кредибилитетот на безбедносните служби, во случајов на АНВ, и да не се посомневаме дека има субјективни елементи во таа проверка. Едно прашање кој што јас многу често сум го добил, дали постои субјективитет при проверката и при утврдувањето на безбедносен ризик за одредено лице. Да, можно за субјективитет постои, а дали постои, јас се надевам дека не и верувам дека не постои, затоа што разузнавачките и безбедносните служби нели се одбранбениот механизам на нашата држава и не смееме да сомневаме во нивниот кредибилитет. Но секогаш има нели едно но на крајот, со она што се случува кај нас со реформите, со сите овие работи кои што се случија со разузнавачките служби, јас се повеќе губам верба дека таму сите се свесни, сите се добро обучени, добро мотивирани и дека си работата. Да не се разбереме погрешно, и во едната, и во разузнавачката, и во контраразузнавачката служба, јас познавам многу луѓе кои што се врвни професионалци, со кои што сум работел, со кои што сум соработувал и кои што секогаш биле на висината на задачата. И токму тие луѓе треба да бидат турникот и примерот за сите останати припадници. Значи да се водиме по примерот на најдобриот, а не да се водиме по примерот на најлошиот и да се шлепаме низ кариера. Се согласувам со вас, но ми дадовте еден мотив да го поставам прашањето што би рекол Александар. Прашањето имено ми е следно.
Еве, наводно имаше реформа на АНБ, па како и се случува таа реформирана АНБ, секој пат кога ќе потреба нешто на власта, некого да дискредитира, некого со светски рекорд, со молневита брзина да го испрати во притвор, Ременски сопругот да напише белешка, бизнисменот да биде пратен во притвор, а тој бизнисмен утредента треба да сведочи во процесот кај што е сопругата Ременска. Професоре, нели се малку овие случајности и коинциденции кај нас многу чести? А рековме, и јас се согласувам, реформирана служба, зборуваме за реформирана служба. Малку судар на интереси нема тука? Нема малку злоупотребичка? Или Има една индици? работа, јас Еве, да бидеме коректни. Индици. Не тврдо. Има еден термин кој што користам, многу случајности не се случајни. Така. Така да и овој пат многу случајности на крај не излегува дека се многу случајни. За жал мораме да констатираме дека кај нас тој процес на злоупотреба на службите, без разлика што сакаа да наметат мислење дека било 2006 до 2016, тој процес на службите трае од независна Македонија од 90-та година. Наално тоа го видовме преку неколку досија, го видовме преку аферата Синаптица, го видовме преку аферата Дувло, го видовме преку еве најновото Атлантик, значи го гледаме, се изнагледавме и се уште се чудиме кога ќе видиме такво нешто. Значи, дека службите може да се користат за фингерајки, за местенки, може. Но јас пак ќе повторам. Искрено сакам да верувам дека не се користат. Дека тие служби се користат, дека таму се најдобрите, најподготвените, исто како и во армијата. За вашето прашање зошто армијата вака така, јас природно потекнувам од армијата. Не знам дали знаете дека заврши воена академија, ја немав таа привилегија да работам како офицер во АРМА, веднаш потоа преминав во цивилна служба во ДБКИ. Но тој анимозитет, да речеме, ајде не анимозитет, да не употребиме толку тежок збор, таа компетитивност помеѓу цивилните и воените елементи во Министерството за одбрана постои и е видлив за секој кој што бил внатре во Министерството е видлив и еве за луѓе како вас кои што имале прилика да дирнат внатре исто така го приметиле. Секогаш имало тој таа мала компетитивност, да речеме, помеѓу старешините и помеѓу цивилните лица, но за интереси на армијата, на генералштабот и на Министерството за одбрана е таа компетитивност да се намали и сите заедно да работат кон остарување на единствена цел, тоа е заштита на независноста, територијалниот интегритет на нашата кој на Република Македонија, како што гласи заклетвата која што јас ја кажав 2002 година, а не како заклетвата која што министерката ја промовираше пред некој ден, каде што сите сега се колнат на Република Северна Македонија. Јас сум многу среќен и горд што мојата заклетва која што еднаш се дава и ви важи цел живот, сум ја дал како дел од свечената заклетва каде што се кажува Република Македонија и секогаш ќе бидам горд на тој, секогаш ќе останам на тие зборови кои што гордо сум ги кажал веќе пред 19 години. Добро, мене ми е драго што слично чувствуваме, бидејќи јас ја не употребувам, јас само буквата С ја употребувам. Од таа додавка јас велам Република Македонија. Вие сте помлад, значи сте понадежени и се надеваме некои нови генерации, а тоа сте вие дел од тие генерации ќе дојдат и во еден макотрпен и долг процес ќе си го вратиме името. Долго размислував за ова прашање да ви го поставам пред да го давам микрофонот на моите колеги, но се одлучив да ви го поставам. Улогата на телефоните и на снимките и на разговорите во безбедноста, ама еве кој пример ќе го кажам, може би малку ќе се насмеете, но мислам вреди да размислите и да не одговорите. Груевски милуваше да го земе телефонот пред камера, да се јави на градоначалникот и да му каже вака, те молам види, направи го тоа за доброто на граѓаните, локалната самоуправа и така натаму. Го нападна, Лом го направија без факти, диктатор, автократ, ваков таков. Но, човекот зборуваше за решавање на локални и не така локални проблеми. А сега имаме еден друг премиер кој милува да им помага хуманитарно на граѓаните и да го земе телефонот во рака, да се јави на царинарникот на смена и да му рече колата таа од 1 до 5 колите да ги препуштиш. Еве зошто ви го давам овој пример. Вие сте безбедњак. Вие знаете што значи целовитоста на безбедноста на нашата држава.
Ве молам, доколку сакате, кажете ни кои све процедури се прекршени кога еден премиер на влада ќе го рипне министерот за финансии, ќе го рипне директорот на царината, ќе го рипне управникот на царинската испостава. И како? И министерот за внатрешни, ме дополнува Александар, и ќе му се јави на човекот кој е на лице место таму, да ги препушти таа и таа кола, човекот ќе го направи тоа, значи ќе послуша, ќе направи белешка, ќе го спомни името, во втората белешка ќе биде избришено името на премиерот. Ве молам, доколку сакате, објаснете ни колку протоколи се нарушени и дали овде зборуваме за нарушеност на безбедноста на Република Македонија, и веќе ви кажем зашто. Знаеме ли ние кои луѓе биле во тие коли? Знаеме ли тие луѓе што во себе имале? Знаеме ли нивните гепици што биле полни или празни? Ево, еве на што одам. Белоробје, оружје, дрога, не знам што све. Ве молам, дајте го вашиот коментар. Видите, коментарот е многу едноставен. Прекршени се сите, не само законски, туку и етички норми. Прво вие, ајде да почнеме од самиот премиер, тотално отсуство на безбедносна култура, тотално непочитување на безбедности процедури и регулативи, тотално заобиколување на системот на команда и контрола во државните органи и на крај целосно прекршување на етичките норми. Ова што кажавте, дека во тоа возило би можело да има се, апсолутно важи, но доколку ова не излезеше во јавност, ние немаше да знаеме, така, ние дознавме затоа што излезе во јавност, па потоа имаше правдање, како што има и правдање после секоја неумесна изјава, после секој неумесен настап и така натаму. Па видите, ние слушавме негови разговори во кои што затвораше авиони, затвораше аеродроми, зборуваше со Грета Тунберг, зборуваше со Порошенко, па ветуваше се и се што, па ќе носеше пари у патриаршија за признавање на името. Значи, ова со јавувањето на граничен премир не е веќе изненадување, знаете. Ние дојдовме во ситуација кога веќе ништо не може да ни изненади, кога се што ќе се случи се викат, добре, тоа е. Значи веќе неумесни изјави на премиерот, дел од нив веќе не ни пробуваат да му ги оправдаат, дел пробуваат го правдаат, по Твитер пишуваат мислел вака, мислел така, го дообјаснуваат, го разјаснуваат, па го представуваат како народен човек, певе тој може се да каже ваму таму, но тој наратив веќе не поминува. Колеги мои, јас сум задоволен од нашиот гост и ве молам поставете ги вие вашите прашања. Имаме јас едно прашање, односно тоа е прашање од гледачи. Спасе Георгиевски го интересира кој го контролира депото за забранените наркотици, зошто јавноста нема никакви информации што се случува со огромни количини дрога кои се запленуваат во изминатите години. Ве молам за коментар, професор Јанацев. Видите, има магазини Кримтехника, имаат одредени складишта за чување на докази, тие магазини се во владение на МВР, се поставени на неколку различни локации. Сега беше интересно во јавност излезе дека во Прилеп се прави некој голем магазин обезбеден според сите стандарди во кои што во тоа депо ќе се чуваат најголемите заплени пред да бидат уништени, нели знаете, обично на одредени временски интервали и дрогата и парче нелегално оружје се носат на уништување и се уништуваат, така да има МВР изработена процедури за сето тоа. Доказниот материјал точно утврдено колку време стои, како се чува, кој го чува, кога се уништува, како се прават записници од уништувањето, значи процедурално сите тие документи постојат. Дали има простор да се сомневаме дека дека тој процес во одредена негова фаза е компрометиран, сега тоа станува на самите нас и на перцепцијата која што Министерството за внатрешни работи, министерот полицијата ја градат спрема нас, дали не им веруваме, или не им веруваме? Па веројатно тоа доаѓа од оној скандал од времето на Фрчковски кога снема не знам колку тони кокаин. Професор Јанацев, ви благодарам на вечерашното учество во емисијата. Одлични одговори, одлична дискусија. Мислам дека и гледачите се задоволни. Сотир, Милош, коментар? Ако може само накратко, Александар, неколку пати професор ја споменавте перцепцијата. Јас не можам да тргнам таа перцепција од глава, бидејќи работам деск тука во медиумот каде што сум работен. Значи секојдневно добиваме мејлови за заплени на
мали количества на марихуана, кокаинот, како што кажавте, во точно во бројки само некои 600 грама се откриени во изминатата година. Дали можеби полицијата се користи за пресметка помеѓу наркоклановите, едните кои што се занимаваат со кокаин, едните со марихуана? Ја спомневте и престрелката која што се случи во хотелот Александар Палас. Дали полицијата застанува исто и на Рузвелтов, Александар сега ме подсетува, јас со Александар бевме тамо да снимаме на лице место. Верувајте дека полициските службеници беа преплашени од колоната на возила кои што пристигнаа веднаш по престрелката да ги заштитат своите другари. Таа слика не можам никако да ви ја доловам. Беа преплашени луѓето буквално од членовите на тој наркокартел кои што дојдоа во одбрана на своите другари. Значи, ако може коментар за ова. Многу е тешко да се даде дефинитивен одговор дали полицијата се користи за пресметки помеѓу наркокланови, но сепак има неколку индиции кои што можете да ги употребите за да извлечете ваш собствен заклучок, нели, секогаш вашето резонирање на крај како сами ќе изрезонирате, тоа за вас е вистината. Доколку се земе бројот на нерасчистени убиства, ајде да почнеме со убиствата, со најтешките форми. Колку убиства имавме што не се расчистени? Убиството на Рузвелтов се уште не е расчистено, ако појдеме од тоа. Пукањето во Александар Палас уште не е расчистено. Сега имавме пукање во Чаир пред колку има 10 дена. Претходно имаше се пронаоѓаат остатоци од човечки тела, значи сите тие се нерасчистени случаи. И доколку вие имате серија на нерасчистени убиства, доколку имате серија на нерасчистени вооружени пресметки, а знаеме дека вооружени пресметки последниот период се позачестени и позачестени, доколку имате слаба запалена дрога, доколку имате слаб ефект од работата на Министерството за внатрешни работи, веќе почнува да се појавуваат одредени дилеми. Ајде да не одиме толку напред, туку почнуваат да речеме дека МВР не е ефикасно, туку се појавуваат одредени дилеми дека можеби работата може да се заврши подобро. Дипломатски кажано. Значи сите тие индиции, сите тие работи кои што ние ги гледаме во секојдневниот живот, треба да придонесат во секојдневието, во нашето секојдневие, треба да придонесат кон формулирање на тој нашиот собствен заклучок, дали МВР се употребува или злоупотребува за одредени цели. Професоре Нацев, морам да кажам дека прв пат со вас соработувам. Јас сум презадоволен од вашите конкретни одговори, од вашата стручност и компетентен. Јас сум длабоко убеден дека нашата соработка ќе продолжи, а користам прилика пред крајот на емисијата да ви се заблагодарам за вашето гостување и мислам, како што реков, ќе се видиме уште најмалку еднаш или два пати во следните неколку месеци. Благодарам за комплиментите, се надевам се гледаме пак. Така. Пред да одјавим емисијата, го молам Александар да најави што следува во следните неколку дена. Во следните неколку дена стандардно следува, прашањето ми е следно. Четврток, односно петок, 21 часот на Инфомакс МК, недела тешки муавити со Палчо и со Милош. И двете емисии ќе бидат интересни, треба да ги следите, ќе дознаете многу нови случувања кои што не се објавуваат се уште. За утре ќе ви најавам еден мега скандал кој што ги поврзува токму македонско-бугарските односи, односно односите во сферата на безбедноста помеѓу Македонија, Бугарија и Србија, односно еден инсталиран функционер на една од највисоките безбедносни структури во Република Македонија, кој што пак е важи за странски агент или што би се рекло популарно наречено дупљак. Тоа ќе го читате утре на Инфомакс, а до тогаш останете со здравие и следете. Брифинг во вторник во 20 часот. Ги чувте, ги видовте нашите гости, не чувте, не видовте нас. Ние не се откажуваме и покрај некои душебрижници кои велат дека нема да издржиме, ја продолжуваме нашата мисија и се гледаме следната недела. Бидете ни живи и здрави. Довидување.